Драги мои скопјанки и скопјани, почитувани сограѓани и модилни, благодарам што денеска дојдовте овде да се обратиме до јавноста. Овде сме за да презентираме дел од нашата програма на коалицијата Искуство за успех. Ова е серијалот од програмата која што ги представува 7 мостови кои што ги предвидуваме. Конкретно во моментов се наоѓаме во градскиот парк покрај владата, а овде се предвидува изградба на мостот кој што треба да ги спои двете страни на Вардар, конкретно булеварот Климент Охридски се до улицата Лазар Личеновски, помеѓу Царинската управа на Република Македонија. Ова е една клучна инфраструктурна точка во градот, затоа што доколку биде изградено на овој дел од централното подрачје, ќе дозволи уште еден дополнителен премин и за оние кои што го напуштаат централното градско подрачје и оние кои што доаѓаат во него. Ќе се растерети гужвата на соседниот мост Гоце Делчев, како и приклучувањето пред се за оние кои што патуваат кон општина Чаир или кои што се упатуваат кон обиколницата, кон Јадранска магистрала или кон Косово. Ова е еден од круцијалните проекти кој што е предвиден многу одамна, некаде на крајот на 70-тите години. После него следствено доаѓаат и тунелите во Кале, но да не навлегуваме во некои баслословни и нереални ветувања сега за сега. Од аспект на она што му треба како релаксирање на сообраќајот во Скопје, сметам дека овој мост навистина би допринел за релаксирање на гужвата и секако да овозможи дополнителен пристап за граѓаните да можат по-нормално да стигнат до посакуваните дестинации. Што се случува кога веќе ги спомнавме гужвите? Зимно време сме веќе, загадувањето веќе ни е на една најака точка. Добро, денеска можеби не е толку актуелно да зборуваме за загадувањето пред се ради убавото време, но ви благодарам за прашањето затоа што сметам дека овој проблем во Скопје треба да го третираме низ текот на целата година, не само кога е актуелен во текот на зимата. Во програмата исто така предвидуваме неколку мерки со кои што ќе го превенираме пред се загадувањето, а потоа секако и би го намалиле или би го спречиле. Би почнало тоа што предвидуваме формирање на комунална полиција која што би требало да го спречи или да го превенира палењето на дивите депонии, стварањето на отпад и секако мониторингот со благодарение на опрема која што планираме и предвидуваме да ја набавиме. Станува збор за беспилотни летала со термални сензори кои што брзо и веднаш ќе детектираат каде има нови огнени жаришта и каде се пали на отворено. Вториот сегмент е секако доколку би сакале да упатуваме апел до граѓаните, ако се една од главните клучни точки кои што е посочена како придонесувач на загадувањето, тоа е сообраќајот. Ние како град Скопје, како одговорна институција би морале да размислуваме во интензивирање на процесот на набавка на нови еколошки автобуси за обновување на возниот парк на јавното сообраќајно предпријатие и секако на јавниот транспорт. Дополнително предвидуваме и набавка на 5000 велосипеди кои што ќе бидат на Bike Rapid Transit. Во секоја општина ќе има одреден број каде што ќе може да транзитираат од општина во општина и низ целиот град исклучено со велосипед. Секако за ова кога станува збор за ова треба да ја унапредиме и велосипедската инфраструктура, затоа предвидуваме дополнителни 200 км велосипедски патеки на територија на целиот град Скопје, особено покрај булеварите. И понатаму секако ќе ја напоменам и онаа точка од превентивен аспект каде што воведуваме лиценцирање на сите тешки и лесни теверни возила кои што се бават со градежништво да бидат лиценцирани од страна на градот, каде што ќе биде поставена и опрема за мониторирање со која што точно ќе може да се утврди каде ја зголемуваат нивната тежина, например каде товараат отпад, најчесто градежен шут, а исто така ќе има евиденција систем кој што ќе води каде истиот го депонираат или се олеснуваат од него. Со ова дополнително ќе имаме строга надлежност, а и секако влијание на тоа дека нема да може секој кој што сака совесен или несовесен да изфрла шут, особено градежен, на било која локација во градот. Кога сме повторно ќе се вратиме на загадувачите, што се случува со Усија? Кој е вашиот начин на решавање на овој проблем? Не само Усија, постојат и други загадувачи. Сметам дека мислам дека тука станува збор за несоработка на институциите и останатите инстанции на власт. Ова сметам дека е крајно време да го надминеме. Конкретно за Усија
иако има индикатори и показатели до сега дека еден од загадувачите, ние како град Скопје, доколку сакаме првично да го заштитиме здравието на граѓаните и да го превенираме загадувањето на воздухот, зашто да не размислуваме за 24 часовна служба, мониторинг од страна на инспекцијските служби на градот Скопје токму на печките на УСИ. Сметам дека тоа е една од првичните работи кои што можеме да го воведеме, за да веднаш имаме импакт во однос на тоа што се случува таму, а и секако и други компании кои што согоруваат или работат на овој начин во своето действување. Дополнително би навел дека градот Скопје и институциите би требало да се водат според поведението на оно што го имаме како податоци од мерните станици. Знаете, мерните станици се да не ги покажат клучните жаришта и тие не се само за да ги констатираме, него ние треба да ги искористиме тие податоци токму на овие делови од градот, навистина да интервенираме и да видиме што всушност се случува таму. На крај за ова прашање, секако ќе ја напоменам и онаа социјална мерка која што ја предвидуваме, особено за социјално загрозените семејства. Сметам дека градот Скопје и предпријатието паркови и зеленилов може да произведува палити од самото одржување на градските зелени површини, особено градскиот парк, со собирањето на гранките и на дрвата кои што више се во засечење предвидени. Доколку се отвори погон за производство на пелети, тогаш тие пелети може да се доделуваат токму на овие граѓани, пошто градот Скопје како стратегија и општините години назад доделуваат субвенции за набавки на печки на пелети, но на оние кои што се во незавидна финансиска состојба и не им значи дали ќе им овозможите да купат печка ако немаат средства и пари, нели, за да го затоплат својот дом во текот на зимата и да набават пелети, така да ќе направиме една добра евиденција на кој навистина му е потребно, истите ќе бидат доделувани бесплатно. А воедно ќе придонесеме и во одржувањето на зелените површини во градот. Дали имате решение за подвижнава депонија Вардар како река, да се исчисти или барем да се спречи и да се гледа ова што? Да, една од точките кои што ги предвидуваме во програмата и се обврзуваме секако Вардар да биде корито во кој што ќе се гледа всушност секое камче и треба да биде река без жбунови. Превенираме и предвидуваме неколку филтри кои што ќе бидат поставени на неколку локации за да се собира отпадот кој што доаѓа од другите градови, а со воведувањето на комуналната полиција ветувам дека тоа ќе стане минато затоа што ќе можеме точно да утврдиме каде и кој несовесно фрла и го загадува Вардар, особено во градското подречје. Иначе во програмата за одржување на реките и коритата, особено на реката Вардар, секако е предвидена санација и целосно чистење на реката Вардар. Ви благодарам.